Добро вечер. Драматични резултати донесе последното истражување на јавното мислење насловено Еврометар. Едва и 49% од испитаниците се согласуваат дека членството на Северна Македонија во ЕУ би било добра работа, што е пат од цели 20% поени во споредба со ланската анкета. Во исто време 61% сметаат дека во земјава нема демократија, што е раст за 21% поен од претходното истражување. Вечерва ќе се обидеме да влеземе малку подлабоко во наодите од анкетата, да ги видиме ставовите на македонците и на албанците. Дел од резултатите ќе ги анализираме и преку партиската определба на учесниците во истражувањето. Тоа ќе го направиме преку дебата со Димитар Николовски, извршен директор на Евротинг, Центар за европски стратегии, за чии потреби беше спроведено споменатото истражување. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. И Джелел Незири, мој колега новинар. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, многу. Инаку и двајцата докторанди, едниот на социолошки, другиот на политички науки. Незири, пред да влеземе во анализа на анкетата со драматични резултати, како што велам, ќе ми кажете дали се согласувате, ќе ве прашам за најавените промени во владата. Она што мислам дека ги интересира како одговор оние што ги следат случувањата на политичката сцена е колку гласови ќе добијат новите предлозите за нови министри во владата кога за нив ќе се гласа во собранието. При тоа контекстот е интересен. Изет Меджити вчера во ова студио вели пратениците од огнената група на ДУИ нема да гласаат за оваа реконструкција на владата. Со Меджити е најмалку уште пратеничката Коџаџику. Кастриот Реджепи е прашање дали е навистина дел од таа група, дали тој ќе гласа против, како што вели Меджити. Понатаму нејасно е дали има некој од пратениците на СДСМ и коалицијата кој што евентуално не би гласал за. Прашање и со алтернатива што ќе се случи со пратениците, колку е монолитна таа политичка групација. Po keni drejt, nuk kemi një pasqyrë të qartë se në cilën anë do të rreshtohen deputetet, posaçërisht pas këtyre ndasive të fundit të shkaktuara nga hyrje-daljet e partive politike në qeveri ose në koalicionin qeverisës. Po, sipas gjitha gjasave, kjo qeveri ose ky koalicion qeverisës ka një mbështetje të sigurt në parlament, pra ka një shumicë parlamentare të qëndrueshme, tani me hyrjen e Aleancës për Shqiptarët në pushtet, dhe më së paku 64 deputet do të votojnë qeverinë e re ku bën pjesë edhe Aleanca për Shqiptarët. Мислите дека не се возможни изненадувања, бидејќи во некои кругови дури и такви анализи има, дека можеби нема да се стигне дури ни до 61 пратеник? Nuk besoj për shkak se nëse i shumëzoni ose minusoni gjitha këto hyrje-daljet e fundit ose këto lëvizjet e fundit të partive politike, atëherë minimumi i shumicës parlamentare do të ishte diku 64 ose 65 deputet. Bile nëse e minusojmë ose e llogarisim se edhe Pavle Trajanov nuk do të votojë si partner i koalicionit ose pjesë e shumicës parlamentare, atëherë sërish nuk do të rrezikohej kjo shumicë. Dhe mendoj se me hyrjen e Aleancës për Shqiptarët në qeveri, vetëm një dilemë u zgjodh. Nuk do të ketë zgjedhjet parakoshme dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të jenë të rregullta, gjë që është një lajm i mirë në gjithë këtë tullovi që është krijuar. Ќе искористам една народна поговорка да не испадне дека се колел вол за една кременадла. Ако се 64, до сега за најголем дел од темите владата можеби можеше да смета на 64 и во ваква поставеност пред влезот на Алијанса. Или мислите дека не беше така? Mendoj se nuk ishte një shumicë e qëndrueshme për shkak se kishim më tepër partner të koalicionit, po plus kishim edhe atë që përmendet edhe ju, grupin e zgjarit që kontrollonte 2 ose 3 deputet brenda. Pra kishte një paqëndrueshmëri e cila favorizonte ose forconte partitë e vogla. Dhe tani me Aleancën për Shqiptarët unë mendoj se do të jetë minimumi 64 deputet, ndërkohë që një shumicë e pritshme do të ishte diku afër 70.
Добро, се ова се прави, барем реторички, под мотото Сојуз за ЕУ. Сега резултатите од неодамнешната анкета на Евротинк, која што веќе ја споменавме и во генералната најава, покажа буквално, јас ке кажам, издишаност на евроентузијазмот кај граѓаните. Едва и 49% се согласиле дека членството на Северна Македонија во ЕУ би била добра работа. Ако видиме историски, бидејќи истото истражување се спроведува од 2014 година, некогаш два пати годишно, некогаш еднаш годишно, ова е убедливо најнискиот процент. Било 59 2014, 2016, но волку ниско не било никогаш. И Николовски особено е фрапантно ако се споредува со претходното. Кога на истото прашање одговорот бил 69% сметале дека е добра работа за членувањето на земјата во Европската Унија. Па да, значи како што рековте, од 2014 година го мериме ова прашање и ланската година имавме една публикација каде што беше извештај од анкетата, каде што ја насловивме упорно кон ЕУ. И во тој наслов сакавме да адресираме една одлика на македонските граѓани, а тоа беше повторно кажувам, таа некоја резистентност, резилиентност во ентузијазмот кон Европската Унија и покрај многуте разочарувања на патот кон Европската Унија. Ако се сеќаваме секако, прво беа проблемите со Грција, потоа беше студениот туш, француското вето, па бугарското вето, и како ги гледаме тие бројки од 2019 година, дури и растело расположението кон ЕУ и покрај овие проблеми. Меѓутоа сега го гледаме овој огромен пат, јас би рекол поради некои други разочарувања, не само поради процесот кон Европската Унија, но јас ово би го нарекол најмногу поради замор. Значи, поради тоа што веќе подолг период се внесува огромна енергија во овие процеси и гледаме на кој начин се откочи самиот процес, нели, со прифаќањето на францускиот предлог и колку тоа беше контроверзно во самото општество, така да особено за етничките македонци. Особено за етничките македонци. Секако и тука дефинитивно се рефлектира во таа бројка. А тоа го покажува следниот слайд во кој што ги имаме податоците структурирани по етничка припадност. Тоа е оваа втора група на податоци. Се гледа дека кај етничките македонци 42% не се согласуваат дека членството на Северна Македонија во ЕУ би било добра работа. Кај етничките албанци 84% велат дека тоа би било добра работа. И тоа е огромна дискрепанца. Ваква една дискрепанца се повторува на речиси сите прашања, Николовски. Токму така, и ако може би бараме некоја причина зошто преовладува ваквото чувство кај македонците, во едно прашање подоцна прашуваме доколку би се одржал референдум за влез во Европската Унија оваа недела, како би гласали, иако тука мнозинството на граѓани кажуваат да, 58%, кои ќе се прашаат оние кои би гласале против, број еден причина е губење на националниот идентитет. Така да директно можеме ова да го споиме со, тоест да го поврземе со прашањето за Бугарија. Вие не објавивте податоци, но јас ве прашав дали е поставувано контролно прашање од аспект на партиската припадност на испитаниците. Ми рековте да, ве замолив да направите крос-табулации и врз основа на партиската припадност на оние што учествувале во анкетата, и ме интересира на ова прашање како одговараат испитаниците врз основа на нивната партиска афилијација. Така да. Можеме, значи, да ги споделиме тие. Поддржувачите на ВМРО ДПМНЕ сметаат дека би било добра работа, значи тоа се највисоките оценки 4 и 5, 22,5%, додека не би било добра работа 61,4%. Кај поддржувачите на СДСМ тоа е обратна една слика. 63,7% веруваат дека би било добра работа, додека 16,8% сметаат дека не би било добра работа. А кај левица, поддржувачите на левица, бројките се скоро исти како ВМРО ДПМНЕ. 25 сметаат добра работа, 62
дека не би било. При тоа да подсетиме, зборуваме за тоа дали се согласуваат дека генерално членството на Македонија во ЕУ би било добра работа. За тоа зборуваме. Кај партиите на албанците какви се податоци? Кај партиите на албанците се повисоки дури и од бројките кај поддржувачите на СДСМ. Алијанса на албанците 71,3 сметаат дека би било добра работа, 17,1 не сметаат. Кај Беса 76,5 сметаат дека добра работа, многу помалку за дека не би било добра. Кај Дуи 90,5% сметаат дека е добра работа. Добро, Незири, како ги коментирате вие овие податоци, особено дискрепанцата по етничката припадност, која што потоа се рефлектира и кај партиската припадност на испитаниците? Po mendoj se është një përgjigje ose një shpërthim i revoltit, sidomos te qytetarët që i përkasin etnisë maqedonase në raport me procesin ose shpejtësinë e integrimit në Bashkimin Evropian. E thatë edhe ju se vendi u ballafaqua me 3 veto të njëpasnjëshme. Ishte vetoja greke që zgjati 10 vite, pastaj vetoja franceze për shkak metodologjisë, u ndryshua metodologjia, erdhi vetoja bullgare që nuk e dim nëse është më njanuar ose jo. Pra, kjo paqartësi në këtë proces të eurointegrimit dhe kjo paparashikueshmëri e tërë procesit mendoj se krijon frustrime të një pjesë e madhe qytetarëve, që më pastaj edhe mund të reflektohen edhe si përgjigje në anketat e ndryshme. Po unë nëse i analizojmë rezultatet edhe me anketa tjera, kredibile, flas. Procesi eurointegrues ka diku, nëse nuk gaboj, mbi 70% përkrahje në nivel të shtetit, pra të gjithë qytetarët. Bile është më i lartë se sa procesi i integrimit në NATO. Pastaj procesi integrimi në Bashkimin Evropian është edhe orientim strategjik i vendit, i miratuar me konsenzus etnik, politik e kështu me radhë në vitin 92. Ka një mbështetje dhe ka pasur për mbështetje të madhe. Po, ajo që tani paraqitet si rezultat, mendoj se është, megjithatë është aksidentale, do të thoja, është për shkak të kontekstit politik në të cilin gjendet vendi dhe drejt diku edhe e arsyeshme. Për shkak se Maqedonia e Veriut si shtet është një përshtypje jo vetëm e jona këtu brenda, por edhe e kolegëve nga rajoni, por edhe jashtë, ose ka paguar një çmim tepër të lartë për këto integrime, për të futur në atë shiritin e shpejtë të integrimit në Bashkimin Evropian, ndërkohë që ballafaqohet sërish me pengesa të cilat vijnë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe kjo natyrisht se i demotivon njerëzit, natyrisht se i demotivon qytetarët, natyrisht se kontribuon në rritjen e euroskepticizmit. Dhe fatkeqësisht e gjithë kjo situatë nuk forcon partitë të cilat kanë shtyllë të veprimit politik integrimin në Bashkimin Evropian, përthithjen e vlerave të Bashkimit Evropian, integrim në ato që quhet Aleancë Veriatlantike, Aleancë Perëndimore. Dhe në këtë situatë do të kemi rritje të partive të cilat promovojnë euroskepticizmin, apo e kanë agjendë ose mjet euroskepticizmin për grumbulluar më shumë vota. Dhe kudo kështu ka qenë. Me Brexitin ishin partit anti-establishment dhe partit të cilat organizuan atë fushat që referendumi për dalje nga Bashkimi Evropian të jetë i suksesshëm. Ka dhe në vendet tjera të Bashkimit Evropian partit që bazohen në disponimin anti-BE të qytetarëve të caktuar, që më pastaj edhe ta artikulojnë politikisht. Ќе видим и кај нас како ќе се одрази ова на евентуалното поставување на политичките стратегии во пресрет на изборите, независно, веројатно нема да бидат оваа година, но ќе бидат брзо од сега за година и нешто. Следниот слайд сакам да го видиме. Каков е односот на Европската унија кон Северна Македонија, тесно поврзан со одговорите на претходните прашања. Еве, на крај гледаме како тие две бои, сината и портокаловата, се делат на 65% на оние што сметаат дека ЕУ има нефер однос кон
земјава и само 17% вела дека има фер однос. Повторно, ако гледаме дека разликата била само 18% поени лани, а сега се доближува до 40% поени разлика, повторно голема разлика, Николовски. Да, апсолутно голема е разликата, особено кога се гледа така, нели, како се перцепира самиот однос кон него. Само малку да додадам и од претходното што го зборуваше колегата, дека мислам дека е уште една од причините зашто паѓа тој ентузијазам е затоа што моментално сме во еден многу технички процес на скрининг. Нашиот секретаријат за европски прашања соработува интензивно со Брисел, меѓутоа тоа е многу тешко да се разбере од страна на широката јавност. Тоа е многу техничко, така да многу е по-неопиплив самиот процес, иако мислам дека на тоа некое техничко ниво напредуваме кон Европската унија, но сепак нели сме обременети со проблемот за промена на уставот. Но интересно е, ако историски се видат податоците, на едно место портокаловата линија оди над сината, а тоа е став на повеќето од испитаниците дека ЕУ има фер однос кон Македонија. Тоа е 2019 година по подпишувањето на Преспанскиот договор, кога се чинеше дека и последната голема пречка е совладана или е на пат да биде совладана и дека конечно патот не само кон НАТО, туку и кон Европската унија отворен. После, како доаѓа прво барањето за нова методологија или де факто француското вето, па на тоа се надоврзува бугарското вето, се гледа како двете линии повторно се разминуваат. Да, тогаш, особено за време на кампањата за референдумот, се напумпаа многу очекувањата и иако реално нели беше промената на името беше заради влезот во НАТО во тој момент, сепак кампањата беше многу повеќе свртена кон очекувањето за влез во ЕУ и знаеме дека имаше многу нереални ветувања околу здравственото осигурување, па и така натаму, и области во кои што ЕУ реално да. нема никакви ингеренции, ниту пак аки, нели? Апсолутно, и сега кога се пумпаат така многу очекувањата и оптимизмот и после тоа не се случува, доаѓа разочарувањето кое што го гледаме во бројките. Следниот слайд се однесува на одговорите на прашањето која е државата или меѓународната организација која представува закана за Македонија. И најмногу се гледа Бугарија 27,6%, па Русија 4%, Албанија, Косово, Србија и така натаму. Се смета за Бугарија, се смета за држава која представува закана за Македонија. Николовски, ќе ве замолам да ни ги кажете податоците по етничка припадност, ако ги имате, и по партиска припадност на испитаниците. Баш ме интересира. Да, значи прво мора да се каже дека ова се бројки извадени од оние граѓани кои рекле дека постои закана за нашата држава. И така да, кога ќе се види Бугарија лани била од 23, ако не се лажам, така да дури малку има скокнато оваа година од лани, меѓутоа тука се задржува. Да, напреднало уште повеќе, така. Кај македонците Бугарија се гледа како најголема закана во 71,5%, а кај албанците тоа е нешто пониско, но сепак е доста високо, 55,6%. Кај другите држави и меѓународни организации е можеби најзначајно тоа што Русија се гледа како најголема закана кај албанците во 30,7%. Сите други бројки се прилично ниски, би рекол, во однос на партиската припадност на испитаниците на ова прашање. Така, да. Значи, за Бугарија како најголема закана, кај ВМРО ДПМН 70,7, кај СДСМ е повисока бројката, 80,9. 80,9. Значи, од тие што рекле дека на изборите би гласале за СДСМ, поголем процент ја сметаат Бугарија за најголем непријател. Закана отколку кај ВМРО. Да. А кај партиите на албанците? Кај партиите на албанците исто така за Бугарија се високи бројките, кај Алијанса 68,2, кај Беса 61,4, кај Дуи 58,7. Ја заборавивме и Левица и тоа исто многу висока бројка, 83%.
А од други значајни, повторно се враќаме на Русија, каде што најмногу како закана се гледа кај партиите на албанците. Тука предничи ДПА со 76%, БЕС 34%, Алијанса на албанците 24%. Да. Незири, и кај албанците има чувство за тоа дека Бугарија нешто прави што не треба кон дел од граѓаните на оваа земја. Mendoj se vetoja bullgare ka ndikuar që një pjesë e madhe e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut të kenë një perceptim negativ për Bullgarinë. Për shkak se Maqedonia e Veriut nuk integrohet në Bashkimin Evropian në baza etnike, po integrohet si shtet, si një tërësi. Dhe kur një shtet bllokon vendin aspirant, pra në rastin konkret Bullgaria, Maqedoninë e Veriut, për një çështje historike që lidhet vetëm me një popull, pra vetëm me popullin Maqedonës, nuk do të thotë se populli shqiptar do të ecë përpara dhe do të integrohet. Pra, këto janë fatet e lidhura, të cilat pastaj reflektohen edhe në anketat që Bullgaria të shihet si një kërcënim për vetë shtetin dhe për vetë qytetarët. Mirë po, mendoj se më tepër është rezultat i asaj që është agent publike e vendit, ajo që është temë kryesore në sferën publike, dhe krijimit të një opinioni ku për gjithçka është fajtor Bullgaria. Është fakt se Bullgaria ka vënë veto, por nuk mendoj se Bullgaria është vërtet rrezik për Maqedoninë e Veriut si shtet. Dhe kjo mendoj se është më tepër perceptim i qytetarëve se sa një rrezik real. Nëse do të më pyesnin mua se cili është rreziku real për shtetin, unë mendoj se megjithatë është Rusia dhe është Kina dhe të gjitha shtetet tjera jo demokratike, për shkak se ndikimi i tyre këtu, por jo vetëm këtu, po edhe në Bullgari dhe në rajon, mund të komplikojë dhe të nxjisë tensionet që më pastaj mund të shndrojnë në një rrezik real për shtetin. Nëse shihen edhe zërat që janë më të ashpër kundrejt Maqedonisë së Veriut dhe kundrejt popullit Maqedonës nga Bullgaria, janë pikërisht parti proruse, siç është Prerodba ose Vrazhdane në Bullgari. Vrazhdane. Që drejtohet nga Kosta Kostadinov, që është një politikan prorus i hapur, që nuk e fshesh që simpatitë e tij për Rusinë, është Xhambaski, një parti VMRO DPMNE e cila nuk është e përfaqësuar në Parlamentin Bullgar, por ja që ka një deputet në Parlamentin Evropian. Dhe të gjitha këto forca sikur bëjnë presion dhe tentojnë të ndërtojnë një narrativ anti-Maqedonas në Bullgari. Pra nuk është e tërë elita politike bullgare kundër Maqedonisë së Veriut ose më konkretisht kundër popullit Maqedonas, po janë disa figura marginale të cilat kanë afërsi ose kanë simpati ndaj Rusisë. Во основа, да, веројатно инцидентите се креираат од маргиналци, од луѓе кои што се на маргините на општествата и на политичките случувања и во двете држави, ама потоа некако како владите и општествата да стануваат активни актери во таа игра и како да немаат како да избегаат од тоа, па почнуваат и тие да играат таа игра. И тоа е веројатно проблемот, поради кој што, меѓу другото, се и ваквите резултати на анкетата. Па проблеми është se ekstremet të një shtet tjetër, pastaj pavetëdijshëm ushqejnë ekstremet në shtetin kundërshtar, do të thoja kushtimisht, dhe kështu pastaj këto probleme ngjiten lart në agjendën publike. Dhe kur ngjiten lart në agjendën publike, atëherë natyrisht se bëhen edhe probleme shtetërore, të cilat kërkojnë një qasje të gjithë spektrit politik në të dyja vendet. Ashtu ndodhi edhe, nëse ju kujtohet, edhe problemi ose u përkeqësua problemi me Greqinë në 2008. Nuk ishte problemi deri te vendosja e vetës, mirë po
përdorja e problemit në kontekste ose për politikë të brendshme në Maqedoninë e Veriut dhe më pastaj në Greqi, solli deri te Требаше цел përkeqësimi. еден циклус да поминаме, тоа е проблемот. Ако мораме пак еден цел циклус од 8-10 години да поминуваме, тоа е многу време за посебно за оваа генерација македонски граѓани да чека за одново да се помине цел еден таков циклус за да дојдеме во ситуација да ги решаваме отворените прашања. Сакам да одиме на следното прашање. Која држава или меѓународна организација е најголем пријател на Македонија? Николовски. Резултатите велат дека Србија со 37% е избрана како држава најголем пријател, па следуваат САД со 11,4%, Турција, Европската унија, Германија, Косово, НАТО и така натаму, Русија за 2,5% е најголем пријател. Претпоставам нема некој изненадување тука. Дали имате споредбено на претходната анкета Србија како стоела? Да, исто така беше високо, мислам дека беше 33 на претходната анкета, така да има малку исто како Бугарија што скокна во другиот правец, така и Србија има скокната. Како е македонци и албанци тука? Имате такви податоци? Да, ги имаме тие податоци. Има некои помали разлики меѓутоа, еве кај македонците, значи 48% велат дека Србија е најголем пријател на Македонија, а кај албанците 27,5 веруваат дека ЕУ е најголемиот пријател, тоа е највисокиот број кај албанците. САД се кај албанците 25,9, а кај македонците 6,5. А има ли одреден процент албанци кои што мислат дека Србија е најголем пријател? Само секунда. Да, има 1,5. Добро. Како велат, во маргините на грешка. Добро. Нема изненадување на Зири тука, претпоставувам дека околу одговорот на ова прашање. Анкетат japin do të thoja rezultatin e asaj që quhet ndërtim opinioni në një vend. Pra, sfera publike atë nën kupton. Pra, një interaksion të faktorëve të ndryshëm, mediave, politikanëve, partive politike, që të ndërtojnë një opinion negativ ose pozitiv ndaj një shteti në rastin konkret. Edhe në këtë rast mendoj se bëhet fjalë më tepër për perceptim të njerëzve. Është e kuptueshme se Serbia shihet si një vend. Можеме полека да одиме и со завршните поенти. Вие на едно место рековте дека мислите дека е инцидентен, афектен израз на моменталната политичка ситуација и контекст и мислите дека ќе оди кон стабилизирање? Do të shkojë drejt stabilizimit nëse fillon hapja e kapitujve të parë në procesin e negociatave. Hapja e kapitujve të parë do të thotë edhe me metodologjinë e re, do të thotë edhe qasje në fonde që nënkuptojnë zbatim të reformave ose zhvillim që ndërlidhen pikërisht me ato tema të kapitujve. Dhe nëse procesi fillon të ecë, të lëviz përpara, përmendi edhe kolegu se në aspektin teknik shumë gjëra shkojnë përpara, por nuk janë të prekshme, por nëse bëhet procesi më i prekshëm për qytetarët në kuptimin e qasjes në fonde të ndryshme, varësisht nga kapitujt. Nëse shohim se ka një përparim, mund të kthehet shpresa dhe të kemi një situaci në vitin 2019 kur për herë të parë kishim ato qëndrime të opinionit publik se Bashkimi Evropian ka një qasje më korekte ndaj Maqedonisë së Veriut. Dhe këto situata janë të ndryshueshme dhe oscilojnë, varësisht prej momenteve dhe situatave politike në të cilat gjendet vendi. Dhe unë me këtë do ta përfundoj, është plotësisht e arsyeshme dhe e pritshme ajo që pjesa më e madhe e qytetarëve sot mendojnë se integrimi në Bashkimin Evropian ose nuk besojnë në proces, ose mendojnë se nuk është një Николовски, можете да прогнозирате во каква насока би одело јавното мислење во следните месеци, до следното ваше мерење и од што ќе зависи тоа?
Па да, јас го делам мисленето со Джелал, значи доколку се успее да се напредува, би рекол, во тој процес и почна да се отварат проглавјата, затоа јас претходно реков таа опипливост, која ќе има поголема опипливост самиот процес, тогаш мислам дека ќе се промени мислењето, ќе иде нагоре, секако меѓутоа мора малку да се направи нешто и во однос на внатрешната политика. Значи не е само напредување кон Европската унија, туку да видиме и некои реформи и поодлучна борба против корупцијата. Тоа е едно од прашањата кое беше дел, сега немавме време да го обработиме, каде што огромен број на граѓани, околу повеќе од 80% сметаат дека многу лошо се води борбата против корупцијата, например. Доколку видиме некои опипливи исто промени во таа насока, мислам дека и другите бројки би скокнале. Добро, да, немавме многу време да речеме, да го анализираме исходот на анкетата како потенцијално влијание на ставот на партиите во однос на уставните промени кои што треба да се направат, дали тоа може дополнително да обесхрабрува дел од тие сили кои што и сега се прилично воздржани во однос на оваа тема, но добро, еве да оставиме нешто и за некоја следна прилика. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам. По паузата е новата саботажа. Великанот, како автершок по политички земјотрес, не прекинува да го дрма јавниот дискурс. Цела една недела со сета расположлива опрема се трага низ материјалите и се обелоденуваат имињата на хероите и на жртвите. Политичката партија Левица уште неколку радикални структури први излегува и кажа дека тие ќе правеле ноќна стража. А потоа видовме дека на денот на самиот роденден отидува во Кукуш и роденденот на Гоце го одбележа под едно дрво. Од ноќна стража до стража на плажа, отприлика би било тоа однесување. На алегоријата околу храброста и се спротивстава желбата за користење на именката со која се означува вокацијата. Индискретно се открива кој има толку голем мерак. А Пасиев тука на интервју доаѓа кај нас и интервјуто имаше 7-8-9 луѓе лајв го гледа. Завршува емисијата и нели утекот на емисијата на неколку пати ја му викам професоре, пошто е професор на факултет на Гоце. Даскалот. Позавршува емисијата, ми вика Александар, ми пиша порека Александар, јас сум професор. Тоа што некој се занимава со образование или се стекнал со него не е предпоставка за утврдување на идентитетот на еден даскал. Извлечена од историскиот контекст, паралелата може и навистина да ја покажува релевантноста. Како да кажам, тоа исто како ние да тврдиме сега дека Тала Џафери е југословен затоа што се школувал во Белград и бил дел од ЈАНА. Тоа е едно тотален небулозен пристап. Се разбира, во сосема друга временска конотација, веројатно не е небулозно, туку за многумина од следбениците е совршено јасно кој која улога ја преферира и каква би сакал да биде општата јавна перцепција за ликот и на каков начин би требало да се интерпретира делото во новото доба. До пред 2017 даскал беше Гоце, од 2017 даскал е Мицко. И нема тука сега, не може двајца даскали да има. Амандманска реакција се јавува од друга сцена, на која конфронтирајќи се без неопходно да трагаат по вистината, под тоа име се себе спознаваат карактери, кои се чувствуваат и сметаат дека тие лично го заслужуваат престижното портфолио. Му го покажувам интервјуто негово. Убав ли си на сликава? Во целина, ти си и вака убав. Шармантен. Па ти си пајата, а поминатиот труд мој по оваа држава. Јас сум за тебе лично Гоце Делчев. Завршим ова. Можеш да ме викаш Гоце Слово. А за ова дека јас за тебе сум Гоце Делчев, понавljam. И на крајот, нешто сосема различно, но важно да го имаат предвид сите што се боцнале за ковид. Практично сите што ја примиле треба да станат броила за јаглен диоксид, што значи тоа средство треба да прати колку забрзано куца вашето срце, колку, што значи колку сте потрошиле јаглен диоксид, што значи треба да платите порез на тоа, на данок на тоа што сте дишувале, издишувале и така натаму.
Не мора да размислувате пред да земете воздух. Данок секаде се плаќа на се. Само не на лудоста. Толку за вечерва. Се гледаме повторно в понеделник во 22:20. Пријатно.